Овој подкаст не е обична дискусија. Ова е обид заедно да градиме, да проектираме и да поставиме темели на место каде што детето е консултирано кога нешто се променува во неговата средина. На општество каде што растени не значи да се биде само образован и хранет, туку и на вистина слушнат, разбран и уважен. Младите можат да влијаат на промените преку младински организации формирани на ниво на местни заедници. Така пред околу година време се формираше една ваква организација која што таму членуваат деца од средно и основно образование. За да повеќе се задоволат правата на децата, прво секој дете би сакало да биде среќно, односно да игра на безбедни и чисти места. Во градот Гостивар, во општината, има доста игралишта кои се постари, не се баш безбедни за игра, од кои некој дете можело да се повреди. Дали мислите дека треба да имаме директен глас во одлуките кои што влијаат врз нас? Да, јас мислам дека треба да имаме, бидејќи сепак ние сме деца и треба да имаме свој глас и, например, можеме да влијаеме на реновирање на нашето училиште, бидејќи сепак учиме во него, на реновирање во паркови, бидејќи почесто да водиме ние децата во него и така. Што да имаш во парк? Според мене во парковите треба да има повеќе реквизити кои што се пристапни за деца и лица со попреченост, каде што ќе може да има поинклузивна игра и работа со децата. Би сакал многу повеќе отворени простори каде што ќе можеш со помош на својата имагинација или фудбал или друштвени игри да се играат на поголем отворен простор, да не биде се реквизити. Учеството на децата и младите во донесувањето одлуки, креирањето политики е клучно за општеството, затоа што при самото донесување важни политики и одлуки за општеството потребно анализирање на различни гледишта и перспективи, особено некои кои не се толку слушнати, а и како се засегнати. Нашиот глас е битен затоа што преку него може да искажеме што мислиме и да кажеме што е важно, на што ни е потребно. Детскиот глас постојано треба да се споменува и постојано децата треба да учествуваат во вакви проекти. А како е во реалност? Например, дали сте побарале да ви се оствари некој недостаток во училиштето или нешто кое што сметате дека е важно за вас? Ние со стручната служба на училиштето и со директорот имаме аплицирано за спортска сала која ни е потребна, особено во зимните периоди кога надвор е ладно и часовите по физичко не може да се одржуваат како што се одржуваат во летните периоди, бидејќи ни е потребна спортска сала и исто така и за подобар раст и развој на децата. Така, каде ги одржувате часовите по физичко, кога, пример, во зимните услови? Во зимните услови најчесто ги одржуваме часовите по физичко во училишниот хол или кога не е толку многу ладно времето ги одржуваме надвор во училишниот двор, а исто така имаме и терени за кошарка и за фудбал. Гласот на секој човек треба да се слушне, па така и на децата. Но децата имаат поинаков вид на работите што возрастните го забораваат. Па ако не послушат, можеби ќе донесат побави одлуки. А исто така сме сведоци на брзиот развој технологијата, кој ние децата го следиме тој тренд и може полезно се справиме за подобро место живење со разни проекти. И нашата култура традиционално возрастните донесуваат одлуки за децата уште од нарана возраст, од градинките, а децата се навикнати да не се мешаат во семејни проблеми, бидејќи наводно возрастните знаат повеќе и јас сметам дека за да се подобри тоа треба не само да се слушне мислењето од мала возраст на децата, туку и од себе. Седното да ѓаат за реформиве на планификим локал, за семетон дека реформивот на друшуваме на комунитетот тура, за реформиве одотот да ѓаат на планификим локал, сепсата не пијас шумаран сиш на комунитетот,
Jovetan për të ardhmen, por edhe për tashme, sepse ata jetojnë, luajnë, mësojnë dhe rriten, janë një midis i gjithë tjerit, më të moshuarit, dhe kush më mirë se vetë ata di se çfarë i nevojitet për të ndjerë të sigurt edhe për të ndjerë të lumtur. Kur zëri fëmijët dëgjohet, fëmiu t'i jep një vetbesim dhe pse jo në të ardhmen të bëhet një qytetar aktiv i atij vendi. Dhe nëse një komunë dëgjon zërin e fëmijët, ajo tregon se respekton të gjithë anëtarët e saj, pa marrë parasysh nga mosha, edhe pse të dëgjosh një fëmijë nuk është thjesht një gjest i bukur, por është edhe një e drejtë, e vërtetuar nga konvertat e drejtave të fëmijët. Fëmiu ka të drejtë të shprehet lirshëm dhe të jap mendime. Джабе ние ще зборуваме вака, нели, доколку и во семејството дома не се разговараат на тие теми, нели, ќе бидат бескорисни сите оние работилници, сите оние обуки кои што ги вршиме без децата, доколку, например, не работиме со родителите, например, не мора ние, може некој повозрастните, нели, возрастен со возрастен, или на некој јазик на кој што тие, нели, би се разбрале, за, нели, сепак детето треба да си го слуша родителот, не да го слуша што ќе му го кажат, така да би требало повеќе со родителите да се работи за однесувањето на нивните деца. Сите ние се наоѓаме во ситуации каде што самите, како млади луѓе, не можеме да одлучиме што е правилното што треба да го направиме. Затоа сметам дека потребно е да се дадат сите ресурси, најпрво кај наставниците и професорите, за тие да можат доволно добро да ги разпознаат проблемите на децата, да може доволно добро да ги разпознаат и оние деца кои што се малку, да кажам, тргнати настрана, да може потивки, да може да ги разберат тие деца и да ги насочат на вистинскиот пат, а истовремено и оние деца кои што се погласни, да ги мотивираат да бидат уште погласни. Јас мислам дека најважното од сите е дека секој дете треба да има право на да се искаже да го искаже тоа што го мисли и тоа да го каже слободно без некој притисок од возрастните. Детето му е потребно исто така да порасне во општество каде што ќе нема страф од тоа дали тоа ќе се врати дома безбедно, дали можеби ќе биде нападнато од други луѓе или од можеби улични кучиња. Детето ќе нема страф за тоа да го искаже своето мислење, да се представи кој е, за да се не со нови другари и каде што детето ќе може да има здраво тело, односно нема да му бидат продавани, нели, секакви различни отрови, секакви различни нелојални субстанции. Përqend e ndacak do kisha thënë që komuna të bënte pika të vogla strahimi, të cilët do ishin në çdo lagje, dhe qenë që jetojnë në atë lagje të dërgoheshin aty dhe njerëzit që shkonin në shkollë apo në punë me taksi, ato paret që i përdornin për taksi të kontribonin edhe vetë t'i blenin qenve ushqim dhe ujë. Јас би споделила и самата хигиена во градот, како и поголеми полициски санкции за возилата во градот, поради тоа што многу малолетници, многу деца без возачки из градот како и доаѓаат на училиште со автомобили. Доколку може на некој начин да се направат велосипедски патеки ќе биде добро. Знаеме дека нема доволно простор, но да се импровизира на некој начин. Ние како младинци, што сме веќе седнати тука и размислуваме, значи веќе сме на првиот чекор кон промена, така да со само до тоа испраќаме алармираме за една подобра иднина и за едно подобро утре. Не дека сега не е добро, меѓутоа секогаш може да биде подобро, а ние ветуваме дека ќе правиме се што можеме за да бидеме учесници во таа промена. Бевме благодарни што учествуваме на ваков подкаст и што ги искажаме своите мисли и знаења за оно што го мислиме и се надевам дека со ова ќе им дадеме голем поттик на децата да учествуваат исто така и тие да изградат своји мислења во кои ќе бидат слушнати. Децата всушност не чекаат, тие живеат сега и одма и треба на таков начин да ги испрачаме сите нивни потреби. Фала на сите што не гледате.